се наоѓаме на влезот на општина Аеродром, поточно во близина на железничката станица и ова е една од точките каде што честопати, особено во текот на утрото, може да се забележат голем број на кучиња скитници кои што ги напаѓаат дури и граѓаните. На оваа тема малку повеќе зборуваме со докторот по ветеринарна медицина Воислав Димитровски. Добро утро. Добро утро. Како сте утрово? Одлично, рано будни и спремни за работа. Да, споминавме дека ова е една од локациите на кои што често може да видиме кучиња скитници, меѓутоа едно од многуте, мапирани се 3 локации во оваа близина. Да. По принцип, ова е можеби најжешката точка или хотспот, како што ја кажуваме ние стручно, во самиот град за густина на популација на кучиња и за инциденти кои што се предизвикани од страна на уличната популација на кучињата. Тука на овој предел од, да речеме, железничката, од автобуската станица по самата железничка пруга до реката Вардар, има повеќе групи на кучиња кои што најверојатно заради тоа што тука имаат извор на храна, за солниште, вода постојано и така натаму, се групираат и како група на кучиња можеби да предизвикаат определен немил настан, не дај Боже. И предизвикуваат поготово на оваа локација сега каде што сме. Што во случај со граѓаните кои што се плашат, не се сите љубители на животни, како да реагираат во тие моменти? Прво, значи, ако ги знаеме овие локации, ако се плашиме од кучиња, ќе треба најдобро за нас е да отидеме од другата страна на улицата, кога веќе ги видиме кучињата, да си продолжиме и така натаму. Не дај Боже, ако дојде до немил настан, веднаш треба да се пријави и до прифатилиштето надлежно, лајка во случајот во Скопје, ама во цела Македонија горе-доле секоја општина треба да има склучено договор со прифатилиште за решавање на проблемот и прифатилиштето би требало да реагира веднаш, односно да се залови таквото куче кое што предизвикало немил настан, со тоа што навистина треба да ги едуцираме граѓаните, сега тој момент го имаме во Битола, малце по-интензивно работиме на него. Граѓаните, например, преуваат, имаме таму немил настан, ваму имаме немил настан, но документите за документирање на тој немил настан или ги имаат и не ги приложуваат, или воопшто ги немаат. Ако не дај Боже касне, нели, куче или има таков тип на десно страна куче, веднаш треба да се обратат до здравствена установа. Таа здравствена установа мора да извади еден документ дека навистина човекот има оштета од куче и веќе со таквиот документ треба да се направи пријавата до надлежното прифатилиште, во конкретниот случај за Скопје е лајка. И во таков случај прифатилиштето или општината има задолжение во рок од 24 сати да постапи по тој налог и кучето да биде заловено. Сега може би во првиот обид, во вториот обид, во третиот обид може ќе биде видена локација, може тешко се заловува, но не смее да престане да постапува за заловување на конкретното куче. Тоа куче кога ќе биде заловено не се враќа повторно на истата локација, односно се смета дека е спречено понатамошно, нели, не соодветно делување на кучето на конкретната локација. Опасни се и малите кученца кои што, нели, би се создале од, да речеме, оваа глутница на кучење кој што се шета. Да. Па подоцни тие најверојатно исто би реагирале како и своите родители. Јас допред месеци, да речеме, 10 месеци бев дел од јавното претпријатие Лајка и на оваа локација успеавме да ги заловиме сите кучиња. И ако видите дека кучињата кои што циркулирале во тој временски период сите имаат ушни маркици, но за жал немавме за сите кучиња доказ на ваков начин докажано дека нели има немил настан. И конкретните кучиња се враќаат на локација, иако ние имаме информација дека, не знам, нападнале најчесто на оваа локација има немил настан кон велосипедисти и деца и луѓе што возат мопеди и мотори и така натаму. За пешаците многу нема таков тип на пријави за оваа локација, за разлика од Кајкеа, таму па повеќе кон пешаци има да речеме немили настани, но во секој случај треба јавното претпријатие доста посериозно да ги земе во предвид конкретниве локации, затоа што навистина е жешката точка на градот. Да. Како да го превенираме сето ова? Споменавме кои се надлежни за овој проблем во главниот град, меѓутоа не само тука во Аеродром. Во кучиња скитници има и во другите општини. Видете, самата начинот на постапување, односно на решавање на проблемот е со една стратегија која што се вика залови, стерилизирај врати, вакцинирај врати, таа сме зборувале многу пати, но треба и општината, без разлика дали е Скопје, дали е било која друга општина, доста посериозно да се насочи кон решавање на проблемот. Значи, во Македонија на прсти се бројат општини кои што направиле мониторинг. Конкретно општината Скопје веќе е втора година не прави мониторинг. За знае со колкав, односно
јавното претпријатие за да се знае со колкав проблем реално се соочува за да може да го решава проблемот. Изминатава година се фокусираме повторно на Скопје, немаме зголемување на бројка на куќни, иако капацитетите на јавното претпријатие се доста поголеми за разлика човечките капацитети од претходните години, каде што па и претходните 2 години бележеше раст. Претпријатието оваа година стагнира, поготово во втората половина на работата на претпријатието и навистина треба да се преземат, да речеме, чекори во самото функционирање на претпријатието за да дојде на висината на задачата за решавање на проблемот во рамките на градот Скопје. Да, се надевам дека за скоро ќе се реши овој проблем кој што нели за сега сите граѓани, не само оние кои што се движат и кои што гравитираат и живеат во делот на општина Ајродром. Да, за да се реши проблемот, имплементиравме нов начин на функционирање во други општини. Во конкретниот случај Битола дава интересни резултати, каде што се вклучија всушност ветеринарните служби, ветеринарните друштва од градот, приватните ветеринарни друштва во решавање на проблемот и гледаме дека така многу побрзо затоа што повеќе ветеринарни друштва одеднаш го решаваат проблемот. За разлика да речеме од досегашниот концепт, без разлика дали е Скопје со Лајка, Струмица со Лана, Прилеп со нивното прифатилиште каде што има еден субјект, во таков случај тој субјект нема доволно ресурси за да го решава проблемот во рамките на градот. Така да апелирам и до градот Скопје и до ЗЕЛС кој што е реално ги покрива сите општини, да го преземат новиот начин на функционирање, да се отвори малце постапката, да нема едно ветеринарно друштво, туку да има многу повеќе ветеринарни друштва, дека ја ископираат таа постапка, ќе видат дека за многу побрзо време и со многу поголем капацитет ќе се работи за овој проблем во рамките на државата. Благодарам на одвоеното време, ова е тема на која што ќе работиме и во наредниот период. Ви благодарам многу. Благодарам што